Цивил медија. Сакам малце да се свртиме кон правото на жената за своето достоинство. Значи право да има свое достоинство и да си го почитува своето достоинство. Бидејќи за другите права веќе знаеме, веќе имаме прочитано, имаме изнаслушано, се имаме измарширано, имаме изгледано, isпрочитано и све. Како пример за свое достоинство ќе дадам еден неортодоксен пример од моето семејство. Имено баба ми, ова имено не го сакам, ама не знам зашто ми дојде. Може, да. Баба ми во своите најверојатно тогаш имала 23-4 години, некаде 50-тите, раните 50-ти години, решила да се разведе од дедо ми со свои 4 деца. Да се разведе од дедо ми затоа што дедо ми си имал швалерка. И так, на долги стази си ја имал, ама баба ми си ја сакал. Дома си доаѓал, ама ја одели во другиот град да... И баба ми ден денеска, значи се развела, си живеела со 4 деца, со една плата, работела по фабрики, шиела, па некогаш и не работела, само таа знае како. Кажуваат како живееле. Сите се успешни деца, сите се фини, сите се културни, сите се со мајка си пораснале, со таткото од време на време да ги погледа, да им фрли по некој денарче ако има, ако нема. Баба ми ако го сакала дедо ми, баба ми е се уште жива, дедо ми починал многу рано, на 52 години, важеше за голем швалер. Швалерка да. Не, жива е уште. Да, жива е уште. Да, важеше така. И баба ми е се уште жива. Во моментот е во гериатрија, затоа што веќе не можеме да се грижиме за незе, сите се на работа и се. И вели вака: да, ми направи што ми направи, ама сакам кога ќе ме погребате, сакам до него да ме погребате. А зошто не живееш со него? Ја прашувавме. Зашто не ги затвори очите? Па сега малку да се нашалиме, да видиме кај ќе оди муабетот. Ама јас тоа зашто го сакав, не си ден денеска го сакам, ако е почина тој, ама не можам јас да дозволам да ми гази по моето достоинство. И јас за тоа и за благодарувам на баба ми, затоа што од баба ми наваму, сите внуки, зашто повеќе внуки сме, сите биле мажени или се мажени, меѓутоа ниједна не се развела. Не од тоа што не смеат да се разведат заради традиционалните предрасуди и не знам што, но едноставно си ги наредиле така работите во животот со своите сопрузи да си бидат рамноправни. И верувајте дека се. Мислам, јас сум една од тие што не дозволуваат, затоа што, например, и се лутам на мајка ми што цел живот дозволува од татко ми, мајка ми е образувана жена, сега е веќе пензионерка. Со сета своја градба и надградба, таа дозволила и се уште дозволува татко ми да рече: па јас те носев на одмор тебе. Па јас ти купувам не знам што тебе. Епа нема да те земам со мене. Значи, за тоа на мајка ми се лутам. Иако е борец, иако била борец, иако своето достоинство дозволи да се погази со едни многу обични зборови, меѓутоа многу се звучни кога ќе ги слушаш. Јас се борам со нејзи за тоа. Толку за ова. И јас не знам многу да зборам, ама ајде. Ке се надоврзам на муабетот на Маја со моделот на славење на прослава на 8 март, денот за правата на жената или корупцијата. Треба малку да се загледаме и кон себе, значи да видиме колку ние сме тоа лицемерни. Јас доаѓам од генерација, веќе имам 49 сега ќе полнам, од генерација во која што се знаело дека 8 март една недела пред 8 март се знаело се спрема да се купува, да се без размислување. Зашо е тоа 8 март? Сите сме знаеле што е 8 март. Сите сме знаеле, нели, револуција, Клара Цеткин, ова, она, све тоа сме знаеле. Меѓутоа не, тоа е позади, мора да се купи за мајката, за бабата, за учителката и за некоја тетка тука од близина што не е блиска. И кога растеш со тоа, несвесно очекуваш дека и некој тебе треба да ти купи нешто.
Така, било нека и цвет. Се најдов во ситуација, една година никој не ми дојде за 8 март дома. Некако. Ќерка ми беше многу малечка, јас сум самохран родител. Беше многу малечка, си направила една картичка, ми напишала: мамо, среќен 8 март, као ми дава цветиња, тоа беше од незе, фала, многу така ја израснав, така знае. И некако гледам низ прозор, луѓе со цветиња шетаат, одат натаму со цветиња, со поклони, со све и свашта, па се спремаат нешто по фризери, по ова, оно гледам. Значи фризерките, да, живеат за тој ден. И не само фризерките, за тоа малку подоцна. И дојде некаде 8:30 навечер, јас си се испружив да си гледам телевизија, ќерка ми, ова беше одамна, пред многу години, ќерка ми до мене и звони на врата, едва и станав така. Отварам врата, гледам едни домашни пријатели, маж, жена и дете, доаѓаат со букет цвеќе и со нешто. Ја ги пречекав, седнавме, кафе пиевме, ова, она, и јас се израдував што ми дојдоа. Заборавив да видам што ми купиле, што малку некултурно беше. Јас се израдував што некој се сетил да дојде, не само за тој ден, туку воопшто да ми дојде на гости. Што сакам да кажам? Меѓутоа и се израдував и дека некој се сетил цвеќе да ми донесе. Ако ние погледнеме самите во себе, ние креираме култура на очекување на некој да ни купи нешто или да ни поклони нешто, да ни подари нешто, извинете, за тој меѓународен ден за правата на жените. На тие наши чувства, верувајте, сметаат највеќе од сите трговците. Затоа што, нели, на тој ден се купува злато, се уште се купува злато, на тој ден се купуваат разни парфеми, на тој ден цвеќарите работат, нели, турбо, не само на тој ден, 3 дена. Некој заборил, како велат 7 март е денот на швалерките, 8 е на жените, на мајките и на сите, нели, напред, така нешто има некоја урбана легенда за тоа. Како што кажа Маја, и дури и туристичките агенции, па дури те мола Маријан, X секс шоповите. За денот на жената изберете идеален подарок по супер цена со можност за дискретна достава. Значи, Што да посакаш повеќе? ова сме ние, нашето општество е ова. Цивил медија.